Секогаш кога станува збор за нешто кармичко и токсично, секогаш иде блокада. И не случајно е ти испадналиј разговор, да скршам ја мраз и да споделам едно лично моје искуство, кое што го имав, го минав и се уште го минам. И не може да го поминам. И да, баш. И не ни знам дали уопште свесно и подсвесно сакам да го поминам. И покрај тоа што има 2,5 години разделба, карма е карма, мора да се реши. Па ја не знам свесно дали сакам да го решам. Тоа е проблемот што сум заглавена. Константно работам на личен раст и развој, правам техники, манифестации, кои што може се некое, не знам, моментално чувство за мене да ми бие полесно, а сепак главниот проблем да го надминам тоа што треба да го пресечам. Главниот нит на таа поврзаност, било да е кармичка или токсичност, не знам што и да е, ја едноставно не го минам тоа. Се правам, само тоа не го минам. Нешто се заснувало и било 2,5 години, цело време со константни сечи, продолжи. Едноставно знаеш дека не е тоа за тебе, секојдневно имаш знаци од универзум и од секојдневие што ти дават свесно до знање дека не е тоа. Значи не е тоа, реши го, тргни го од тебе, тониш на сите сфери во живот, на се, значи блокада, Да, работа. најлошиот момент е кога се разделуваме со некој, а не расчистуваме. Тука е моментот мој, да. Проблемот што се влече постојано таа болка и се навраќа назад. Па да, тоа е моментот и тоа е болката едноставно. Значи ти собираш сила за да ставиш крај, да решиш тоа, више крај, а немаш ни еден атом енергија за да се соочиш и да кажеш зошто. Затоа што другата страна едноставно сите тие години, време и месеци, без разлика колку сте биле заедно, не е на некако твое ниво за да може да разговараш со него и да кажеш не оде тоа, ајде крај, нека биде крај. И затоа ти одлучуваш преку ноќ да пресечиш, да блокираш сегде повик, Инстаграм, Вибер, Ватсап, Фейсбук, Месенџер, whatever. Значи се. И ти, као мене, некој, после 2,5 години сегде блокада, све и свашта, и ти уште не можеш да ставиш крај, но тоа што си го имал. Тоа е тоа. Да. Разговорот и разбирањето си значат многу. За жал, негаш и кога и да си имала можност да разговараш, тоа е можеби страв дека паче те убеда да се вратиш на истото. И затоа и си го направила тоа, нели? Блокади сегде, Инстаграм, Фейсбук, телефони. Токму и ради тоа го имаш направено. Па не е профоби тоа да се стават блокади, сигурно и многу девојки кои што го минуват воа или кои што го минувале, сигурно и они правеле некои си блокади и се одследуваат еден со друг на социјални мрежи. Не знам, ја одма храброст немав да ги избришам сите наши заеднички фотографии кои што ги имаме. Ми требаше, не знам, 2 месеци, 3 за да го направам тоа, ама имав некој си полет кој што држев 2 месеци да блокирам и да биде на блокираното. Што се случи после тие 2 месеци? После тие 2 месеци имаш као некој да ти удара бок со фацата, се соочуваш пак наново со сето тоа као од нула да си почнал, као уште да си направил ден со тие човек. Значи ништо не памтиш од тоа што е лошо, што го имаш доживеано. Значи за лошо треба двајца, сега искрено да биде тоа. Значи и он ми правил лошо и јас сум му причинила на него лошо за он да ми направил лошо. Да. Свесно. Ама едноставно сега ја уште и после 2,5 години уште свесно се надевам потајно во себе и чезнеам за средба, да. Иако знам дека таа средба паче води до ново искушение и па се препушташ у лавиринтот
у кој ще вртиш округ и нема назад. А пак свесно си викам, окей, нема да биде така, само ми треба тие разговор и толку. Разговорот ќе биде и тоа е тоа. А знаеш дека нема да биде тоа. Нема да биде, затоа што и двете страни имат различни очекувања. И обично кога се работи за кармичка врска, и двете страни чувствуваат слични работи. И двете страни сакат да се сретнат, меѓутоа зависи што се очекувањата на другата страна. Нели? Да. Може ти сакаш само да расчистиш, може таа страна сака па да биде со тебе или па може сака само да ти се освете. Значи, не знаеме што сака другата страна. Затоа најдобро е кога веќе си била свесна, нели, кога си расчистила со некој, затоа што знаеш дека не е таа особа за тебе, дека ти смета у животот, ти штете едноставно, не ти смета, ти штете у животот, нема потреба да го расчистуваш тоа со него лично, туку се расчистува на сосема друг начин. Па тука е моментот што сите упорно и најблиските и најсаканите што со тебе 24/7, што ти викат свесно не е за тебе, немате истина. Ама тоа и ти го знаеш, затоа што на самиот почеток, зошто еве врати се назад, сега нормално е на почеткот ти идат само тие лоши сечавања. Затоа и си направила блокади, се тргаш од него. И нормално е после тие да ги нема сечавања лоши, тук се појавуваат убавите сечавања. Па не знам, после толку цело лошо, значи сум плачела до 4 со бајле, у 6 станувам за на работа, не знам никако од кај таа сила ми ја давал Господ за да функционирам. И ја уште тоа не ми значи ништо као, нели, можам, окей, терам, тоа не го гледам, ја го гледам само тоа што сум го имала убавото со него. Да, сети се назад малце зошто прекина со него. Значи, треба да се подсетиш дека не е моментот ти сега да се сретниш и да паднеш у искушениот. И таму секако ќе има искушение. Значи, посебно кога се работи за кармички врски. Меѓутоа, таа врска може да се појави па да бидете ви заедно, нема да има ништо од тоа, затоа што премногу е размакот, голем, 2,5 години. Се направиле толку работи, ти си направила, он направил, врз основа на тоа како се одвивала, нели претходно врската, тук ќе биде уште полошо. Затоа што и претходно врската била со напади, љубомори, ти воа ми направи, ти ноа ми направи. Ели? Да, последните. Можеш да замислиш што би било после 2,5 години? Да, само првиот ден и вториот може да биде окей. После тоа па ќе биде се исто. Пута 10 ќе биде полошо. Затоа што одлуката твоја е дека таа особа не е за тебе. Ако се вратиш ти назад, затоа и си го направила тоа. Нели? Затоа и си прекинала. Да. Ако ги тргнеме сите лоши и сите арни работи, тук само да го гледаме моментот зошто си се отргнала од таа особа. Причината зошто. А знаеш, ако се вратиш назад, си ја знаеш зошто е причината. И тоа е вистината. Другото се не е точно. Само е илузија на умот. Барење на умот, барење на кармата. А зошто се случува тогаш тие работи, као например мирисот негов го осеќаш од нигде негде? Затоа што немаш расчистено. Затоа што тебе повеќе ти е фокусот да го видиш, ти се фокусираш дека сакаш да го видиш. А што качо го видиш? Не, свесна си и сама тоа се лажиш самата себе си дека ти сакаш да расчистиш, да се ослободиш. Не е точно тоа. Ти сакаш повеќе да се видиш, за па да почнеш. Значи ја манипулирам сама со себе во себе. овие случаи. Да. Ако размислиш убаво, ќе видиш дека повеќе ти фале нешто. Си пробала една врска, можеби и друга. Едноставно и ти фали. И обично тука најмногу грешки се прават, вака се и другите ако слушат, например. Најголемата грешка е што кога се разделуиме со една личност, што одма навлеваме у друга врска. Не, јас го немав тие период. Ја бев 1 година и 1 месец сама, кај што чистев, работев на себе, писма до универзумот, за следна врска и сето тоа.
И баш на, може клише, ама која најмалце верував, ми се појави од нигде негде личност која што оствари в контакт за 24 часа со лична средба и од старт сите карти на маста. Значи, јас сакам тоа, ти сакаш тоа, се пронаоѓаме ли? Да, окей, тогаш може да почнеме Да, да ама видиме. дали го бараше ти истиот човек у таа личност? Тие што у моментот ти фали. Не. И јас барав сето тоа што таа личност со која што ја имав таа кармичка или токсична врска, барав сето тоа што он мене ми го наталожи како трауми, како стресови, како непризнание на сама на себе си, ја барав да си го докажам дека не е така. Значи да бидам вреднувана од тоа што... Значи па се отсликала и у новата врска. Па ако да. гледаме реално. Па да, едноставно па одиш на некој начин реванш за да докажеш дека он Не е тоа што ти така. го рекол не е така. Да. Нема шанси да е така. Точно. И па вртиш у тие круг, па ете да. Пак се случило тоа да од таа врска и после година и месецете ти и у новата внесуваш нешто кое што е од старото. Значи не било исчистено старото и се гледа дека не е исчистено. Да. И со самото тоа што толку време трае, ти го осеќаш мирисот, осеќаш, значи толку сензации од него ти останале, тие есенции што ги викаме, нели? Значи, мене тоа ми наликува дека е веќе кармичко врзување, дека е нешто што се дешавало у минати животи. Некој завет даден у претходни животи. Значи има случаи, например, жената го сака премногу мажот у претходен живот. А мажот не ја сака и ја остава. И она, например, може да умре од болка. Значи, љубовта може да биде некогаш и фатална. Со самото тоа што ти паѓаш у депресија и патиш, се блокира имунитетот на човекот и тука се дешават тие, нели, болести. И има завети сега, например, тие случаи, завети кога тогаш јас ќе бидам со тебе. Значи, и ќе ме сакаш повеќе од јас те сакам. Така? И се дешава кога се работи со таквите луѓе, значи они да го откријат тоа и да излезе дека тој у денешниот живот, например, е татко. Може бил, имаше и друга една интересна случка, како твојта, многу слична, значи со години заедно, се разделуваат и имат пауза од 3 години. Значи, она е болна по него, значи не може ниту дечко да фане, не може да функционира, пошто пате по него. Он се враќа тука кај неа и звоне, они се среќават и почнуваат одново врска, како наводно се ќе биде како што треба, се е окей, се е добро. Меѓутоа, меѓу време се работе регресотерапија и она се враќа назад у животот. И всушност она е како се дешава нивната претходна љубов. Он е уметник, дечкото, а она тука е како модел за сликање. И на нив му се раѓа љубовта. Меѓутоа, нема тука таа заемна љубов, има па завети. Тоа да се случи, кога тогаш во ќе биде, има да патиш по мене, ме разбираш? Да. Тие се најлошите работи кога се дешаваат у таквите врски. Затоа не треба ни у денешно време кога раскинуиме со некој или кога некој без оглед дали е пријател, значи да не даваме завети. Кога тогаш ќе се врате тоа, тогаш ќе го имаш воа. Не сваќаш? Значи, и она почнува врската со него и од возбуда, пошто се повторно, нели заедно, и после некое време приметува дека не е тоа, она го чиста сето. Знаеш, веќе кога откри кармата од каде, од кај потекнува и почнуваат нели пак заедно, и она после веќе не може ни да го поднесува него. И она беше таа првиот пат, он се раздели од неа, замина, што се вика Боже му не поврат, ама па се врати. После тоа она го остави. Интересно. Затоа што свана дека не е он за неа, дека тоа било само некоја карма од минатото што требало да ја изчисте. Заветот да го изчисте, не. И затоа и ни се појавуваат у сегашниот живот. Само ради заветот. Па да, има логика. Ја уши од првиот старт, од првиот момент кога беше со него, некој се ме подсетуваше на нешто старо, на више познато, на нешто доживјано. Знаеш, тоа чувство кога го имаш
дека више тоа ти се случило, па ти се поновуваат ние дежаво моменти, седиш негде на некое место, што ни ти не знаеш дека ќе стигнеш до тоа место да седиш, и тебе на ти иде како флеш меморија дека ти виш си го доживеал тоа и знаеш што се случи, знаеш дека он ќе ти стави вино у чашата. Разбираш тие Да. ствари. Не знам, значи предизви големе, да, ти прави дисбаланс на самиот себе пред се, не можеш да функционираш нормално, Точно. се чувствуваш на моменти како повише личности да имаш у себе, а сето тоа варира од мислите што ги имаш за него во моментот у главата. И едноставно бараш, копаш, гуглаш, пребаруваш сегде што да правиш, како, која метода, едно друго, ти ќе го направиш тоа, тогаш за тогаш ти е окей, баш кај апче, и после тоа пак ти стое тоа. Знаеш, се враќа. главниот корен не го сечиш. Да. Еве се среќаваш со него. Како ти тоа го замислуваш? Па од почеток, пред една година замислував као рандом негде да се сретниме, затоа што многу пати кога имаме раскинување, знаеме рандом да се сретниме на некој чоша од улицата и да си кажеме лутина бла 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 бла, и на крајот на 20 стишени као стилот ајде пак помирување. Ама сега вие пат си мислев само да го сретнам и као 20-та поминало извесен период, више сме некои си преспиени емоции, поразлични од тоа што сме биле и страсти и сето, и да си кажеме окей, а не си кажаме финално на таков начин само ет, те блокирав и се случи, може имаш и ти нешто да ми кажеш и јас тебе да ти кажам, ама не сме добри еден за друг, ти си предобар, ама не си добар за мене. Може и јас сум предобра, ама не сум добра за тебе. Да, едноставно да си биме двајца личности кои што сме минеле некој убав период, и тоа е тоа, да немаме значи вакви негативни чувства, да не си идеме у соништата еден со друг, да не се прогонуваме и дај да се отпуштиме. Ама не верувам дека тоа он ќе го сване. Ја кај ќе му го кажам пак. Стварно не верувам. Он ќе си мисли дека ја правам некоја си унаводници игра, за да се вратам со него, и баш како што кажа ти на стартот, тука ќе почне одново сето тоа, и немирот, и ајде, и искушенијата, и пак ќе се изгубиме у кругот без излез. Да, за тоа постојат безболни начини, за да не дојдеш до тие моменти.